Добар ден, почитувани наши гледачи. Добар ден и денеска од Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. И денеска сме на нашето место за да ви причиниме една позитивна енергија на сите вас кои што сте во вашите домови, па можеби не гледате и од вашите работни места доколку е тоа дозволено да имате ТВ приемник во вашите канцелари. Но како и да, и денеска ќе се дружиме со многу музика и убав рецепт и се надејам дека и вие ќе си го направите дома за вашите најблиски, затоа што настојуваме да бидат нашите рецепти брзи, но многу вкусни. Поздрав до сите вас, а сега ќе ги поздравиме и пријателите од Стокомак. Ајде да видиме дел од производите на Стокомак кои што ги имаме на нашите рафтови. Тоа се еден мал дел на производи кои што можете овде сликовито да ги видите, но сите оние кои што вам ви се потребни или пак нешто за кое што ви кажале други, а го има веќе во големите маркети на Стокомак, можете да си ги посетите и да си ги купите производите кои што вам ви се потребни. Има се за домаќинството, освен храна, можете да најдете и средства за хигиена и како што јас многу пати кажувам, неумиленото катче ми е храната за милиничињата. Но за вас, драги мои, да биде исто така неубавото место каде што можете да пазарите рафтовите обоени во црвено, така наречени македонка. Купувајќи од рафтовите македонски производи, го стимулирате македонското производство, односно му давате силна волја или желба за понатаму да работи на македонскиот производител. Затоа си ги поздравуваме и нив. Македонка обоено во црвено, Стокомак, сите веќе го знаат амблемот на Стокомак, но го познаваат и амблемот на нашата емисија Гответе со Дракче, каде што имаме многу муабети и многу музика и реков убави и вкусни рецепти. Епа денеска ќе имаме гостинка која што и ќе ни пее и готви, а јас ќе уживам, ќе асистирам. Колку убаво ми се погоди денот, морам да ви кажам. Насмеана, убава, секогаш знае да ве расположи каде и да сте, во нејзино присуство на вистина е забавно и верувам дека и денеска, затоа што и насмеаната наша Вики или Виолета Пандова ќе биде заедно со нас. Повеле Вики, добре ми дојди. Добре ве најдов. Како си ми ти? Одлично. Добра, убаво ми изгледаш. Многу благодарам, исто и ти, Дракче. Чест и задоволство што сум повторно гостинка. Така. Минатиот пат беше гостинка на Новице и на мене. Ете така. Ама денеска си моја гостинка, те украдов. Одлучи да ни направиш пирушки на твој начин. Да, едни брзи пирушки за кои што не треба многу време, секогаш се вкусни, дали за појадок, дали за вечера. Мислам дека кога нешто немаме подготвено, да си смислиме веднаш, да имаме нели јадење на масата, да си ги нахраниме. Мислам дека за брзо јадење секогаш имаме простор, време имаме за брзо јадење и за брзо спремање. За брзо спремање. Да. Како се вели некој пати со торбите во раце и јадењето во раце и излегуваме од дома. Да, со оглед на тоа колку е време во брзо и се негдека брзаме. Значи добро е да земеш и сам да излезе. Те запрашав, ќе ги месиш со рака, сакаш, нема да има лажици и такви работи, ако треба ќе ти додадам, но јас ти подготвив и убава пристилка, бидејќи ќе работиш со брашно. Ајде, повели. Вака ќе ни бидеш убава и со престилката и ќе ни пееш овде, Вики. Ете, така модерна сме те направиле. Ајде, ете, повели. И да ни запееш и да ни готвиш колку убаво си имам јас сега денеска. Убава за замисла. Ете така. Повели ти на масичката, таму ти е стаклениот сад. Јас ќе си го подготвам мојот пријател шпоред, бидејќи ќе ги пржиме. Да, јас може да почнам, нели? Можеш да си започнеш. Имаме 300 грама сирење. Или ќе го кршиш добро? Не, се крши. Добро. Да, знаеш како, да бидеме природни како го правам дома. Дома, така? Да. Мислам и секогаш нашите мајки, баби, секогаш готвеле со раце. Со раце, да не се затоа лажеме, и ги миеме нормално. Постојано. Многу пати велат зошто не земете ракавици, но јас мислам дека пак ракавиците се поинакви, гума, веќе в гума во храната. Значи имаме 300 грама сирење кое го дробиме. Така. Додаваме јајца, јогурт,
Се печиво. имаме подготвено и јас ти подготвив на масичката за да ти биде полесно. Ете така, значи ова е прашокот за печиво. Тоа сето оди во едно. Си ги подготвуваш ли Да. дома постојано, Вики? ова? Да, многу често, затоа што и децата Ги сакаат. кога сакаат на брзина јадење, Добро. Ама и кој не сака пак месено и топлечко? Да. Сите си сакаме месено и топлечко, а потоа кога ќе го видиме кило повеќе, пак се љутиме. Така ли може сол? ли ја за да не направам Малку ли сам? сол Да. сакаш? Добро, Да. повели. Дека имаш сирење, па мислев нема да додаваш, но сепак хајде. Ете да се држиме до Како си рецептот. вика, Да. од секое јадење треба барем малку заради јадетот. Да, така Да си. се прсне сол. Добро. Ако ти е брашно помалку, јас имам и овде веќе во тегличката, Па не, иако треба ти да е одмерив тестото, да. 300 грама, ти одмерив како што ми запиша. Добро, рецептот е твој. Да. Треба да е помеко само. Само јас ќе те замолам малку Да. масло да додадеме во ова. Во тестото и Да. јас додавам дома, сакав да те запрашам затоа што Да, за да не ми се за да лепи не кога се ќе го- лепи. така. Ете така. Како 3 лажици брашно. Ете така. Јас веќе и тука ќе додадам да се Да, може стопува. брашно за да може да не се стопли и за да можеме да ги пржиме после. Ете, ќе додадам тука. Ако треба ќе додадеме плюс, бидејќи тестото пие Да. масло. Па, мислам дека треба, јас и повеќе ставам. Добро, ќе додадам. Ајде, Вики, меси, ама ќе пееш, затоа Нема што во проблем. режијата ни подготвиле убава песна од тебе. Секогаш си пееме така кога се да ти биде готвиме, да. интересно и на тебе и на гледачите, си пееме со Вики. Ајде, чекаме гласна музика за добро расположение. Само уште малце брашно.
беше еден убав сплет. Да, за овие тестото се- да се радува таму, тестото да се Да му радува. биде весело распијано, да биде тестово. да. Овие ни се правевме со мојот бенд со Фортуна, правевме кавери, спремавме. Ова е негдека пред некоја година, сега не се сеќавам точно како беше и навистина излегува многу убави од таму снимките. Има застапена беше секоја музика. Така на весело да се започне за било каде. По ова можам да си ја пуштам дома и кога си ја прославувам нешто самата. Или кога си местам исто дома. Нема да биде нели? досадно да е само една песна, нели ќе биде колаш од песни и обично така и ќе си пеам сакам, заедно да. со тебе и така ќе ми биде и мене убаво. Вака, тестото сега ни е готово. Јас ти подготвив оклагија. Да. Потребно ти е, Само нели? вака сега ќе се Добро. послужам, дур да измијам раце и Добро, може требаше брашненце да ставиме, но добро. Јас ќе ти ставиме подготвим. зетинче. Добро, За да јас не ќе ни ти се лепи. помогнам. Оди ми си ги рацете и да помогнеме тука што е потребно. Маслото го поставив да се топли. Вики се подготвуван. Овде не ти кревам ништо заради тоа што ќе сукаш кор. Така? Да. Добро. Како дома на софрата. Да, Така ли, Вики? секогаш. Како дома на софрата. Ги сечеш со ноже. Добро. Ќе биде се во ред, како што сме ја замислиле. Мора да биде, овие се стари, да кажам, рецепти. Јас многу рецепти, нели нормално, секоја ќерка од мајката превзема. Да. Мајките, бабите кои прво не учат, ајде Да. вака, бабите најне се караат, мајките ни се подкаруваа. Не фрлај брашно, не истурај масло, внимавај како го сипуваш, нели? Мајка како мајка. Добро, одлично. Точно ти се погоди. Ова беше Да. поради сплетот, знам јас. Поради сплетот од убави песни. Добро. Не многу како една прст дебелина, така ги правиш? Да, од прилика еден прст. Обично така ги правиме, нели, Да. да бидат. Јас некој пат правам и виткани, внатре полнети, некој пат ете така во тестото како и ти сега. Да, некој може и Да. како да се расука потенка кора, па како кифли да се направат. Да. И Како и да е, ќе се изедат. Нели? за јадење Така се види. први. Како и да е, ќе се изедат, си сакаме да биде сето тоа. Сега може да се пржат и вака, нели, затоа што има сирење. Тие се уствари брзи пирошки со сирење. Сега јас знам дома да ставам, да ја премачкам кората и со кетчап, па да ставам некои зачини. Значи се е тоа по желба, кој како милува. Јас ти подготвив и лебни трошки, но ти рече не, ќе ги направиме вака да Да, може и лебни бидат трошки кој како вкусни, сака. Да. како еден вид на мекици. Баш, нешто измеѓу Добро. мекици и пирошки. Добро, еве ти ножето. Фала Повели. ти. Ги засекувам како ленти секогаш. Ето така. Ајде да ставиме масло за да пливаат. И јас ќе ти подготвам и вилушка за да можеш да ги вадиш. Да, 2 вилушки за да не ги боцкаме. За да не впие тестото од зетинот. Се си има свое правило. Така е. Така ми кажале, така правам. Обично јас во брашното знам да додадам една лажица ракија, Аха. затоа што стварно многу месам и сакам да Додаваат правам. една чаша ракија или малку оцет, едно лажиче, за да не впива масло. И Така, јас нели, лажички по, да ставам. по обичајот. Зависи од И на домот. вистина тоа така дело. Ете, кој како навикнал, нели, рековме како не учат нашите повозрастни. Добро, сега многу лесно е да се учи и по интернет. Да, има Земаш сега. ли рецепти, Вики, од интернет? Да. Сакаш, рече месено? Сакам месено. Кај мене децата, например, многу сакаат да испробуваме претежно благи работи, меѓутоа не е на одмет и солено, знаат да кажат, ајде ова да го пробам или она. Значи, еве пирошките колку се комплицирани за правење. Воопшто не и интересни, а најинтересни се за децата. Вистина ја учат и да сукаат и да, Да. ете ги подготвуваат, само секогаш внимаваме ножот подалеку. Баш така. Поготово во присуство на мали деца, мислам дека Така, стварно треба да така, ножат многу така. подалеку.
Знам, бидејќи јас ги чував внучињата помалецки и сакаа да учат со мене, кога баба нешто меси и они се тука присутни. И така престилки како тебе на девојчињата, и така, нели, да бидеме прави. Доживување. Сега веќе не ги интересира сето, да. Сега се веќе тинеџерки и сака да другаруваат со другарчињата, се во свое време. Се во свое време, Веќе што така. има ново на музички план во твојата музичка кујна? Во мојата музичка кујна, значи со бендот спремаме нов материјал кој што ќе го снимиме, ќе биде малце поразличен од тоа што е сега видено. Така. Иде и престојната сезона на свадби, веселби домашни, затоа што ние, например... Така е сега паузата во текот на постот, потоа почнуваат после Великден и почнуваат сите. Да, јас немам пауза, така. Ова не ти е потребно, можеш Еви и ова да го нема да ми повлечеме. треба. Ајде сега, Вики, повторно на чешма и јас ќе си чекам музика, таа ќе си пржи и така. И после ќе дегустираме сите заедно. Денеска Дракче ќе си игра, баш ми е гајле, нели? Да, па некогаш и ти треба да уживаш. Не, некогаш треба и јас да уживам, како велиме. Ете, добро. Овде не е, бидејќи се само со пециво, не ни е потребно киснење, директно се оди во таа. Да. Така, и си прават меурчиња. Чекаме музика. Ете, така. Како мала сонува, ваква љубов голема, љубов безгрижна да трае до века, но сега сама остана. Како мала сонува, ваква љубов голема, љубов безгрижна да трае до века, но сега сама остана. За тие очи зелени и тие усни медени, без тебе не можам, без тебе не можам, по тебе јас умирам.
како ти велев јас, ту, не дај Боже, не дај Боже. Во песната може, но поинаку не може. Никако не може. поинаку. Ти ја пусти очи зелени. Опеани, да. Добро, почнаа да заруменува. Љубови неверни, се се случува во текот на едно човеково живење. Ете така. И песните, приказните, филмовите, се што се случува е од вистините приказни. Може би малку да биде видоизменето, но Така е. Еве, тука вие ти почнуваат да пее за едни очи заременувате, зелени, за едни штува очи мирисат зелени. на сирење. Нели, убаво ќе си почнат, тие зголемив сега Да. таму температурата. Како велеше Ранко овде, ајде додај уште едно дрво, нели огинот да го подгориме малку посилно да Брзо, чим не треба да стасува, мислам дека. ќе бидат, ќе ни успеат во текот нели на ова наше другарување. Рече правиш нови песни, почнува сезоната. Да. Со Фортуна Бенд сте постојано, Но, тебе те викаат и самостојно многу пати и на забави. Да, одам и како Соло, гостинка ме да, викаат, соло, да. Најчесто јас сум таа што од групата гостува во сите емисии. Да. Ајде ти Го можеш да крши одиш да срамот. збориш. Ето така. Оди ти кажи нешто таму што треба знаеш. Дака, нели? Да. Епа добро, женски представник и да кажеме убав представник, имаат право, Фортуна Бенд си ги поздравам. Ето Вистински избор имате, колеги. Вистински избор. Ето така треба. Не, ќе ги поздравиме. Да. Ако не, секако ќе не гледаат и ќе не слушаат. Вети и Кико ќе дојде. Значи, еве си го поздравуваме. Новица ни беше, ти сега Кико ќе ни дојде. Да видиме Поред што еден ќе по имаме еден сите. машки рецепт овде. Машки рецепт, за да се направи нешто интересно. Морам да ти кажам, Вики, еве имаме повеќе гости, нели, од машкиот свет, но спремаат на вистина убави рецепти. Да. Да, јас сум. Подготвуваат на вистина убави и тоа им е првата фалба. Па знаете ли вие жените дека мажите се најдобрите готвачи? Да, па сигурно, сега јас ќе секогаш. кажа, пу. Ама ај нека биде. Шеф мајстори се мажи. Да, Шеф да. мајстори се мажи. Ние жените И по автоматизам сите машки што знаат во кујна да влезат. така. Јас што велам и јајца да испржат се шефови. Шефови така, нели? Шефови дома, шефови во кујна. А дефинитивно има, мислам, еве јас Екстра сум гледала, мајстори, да, така. екстра мајстори во кујната, да си признаеме. Мислам дека секој што сака да готви без разлика машко женско секогаш Најбитно е колку има жилба за сето ова. така. Ете така, јас сега како свекрва сум ти овде. Ќе ти кажам, ајде уште малку, па вади ги, извади ги, да не ти се прегорат многу. така е, така е. Добро да се пошегуваме, нели? Обично Треба. шегите се помеѓу снаата и свекрвата, зетот и бабата, и затоа да се пошегуваме да им биде интересно, Да биде интересно, на да. нашите гледачи. Добро. Ете така. Одлично. Морам да спомнам. Добро ти заврши, али се договараме со Дракче, се договараме веќе известно време да дојдам нели да гостувам. И Дракче ми вика, добро, заврши ли веќе гужвата? Може ли сега да дојдем? Да, точно, бидејќи ти си книговодител и кај тебе гужва имаше голема. Да, јас затоа немам застој ствари. Кога имам во едната кога ми се пости нема пење, ама има друга Има работа. другом рачунање математики, 1-0, 1 кула. Ете така. И потоа газдата во затвор. А не книговодителот, газдата во затвор. Вистина е така, ние се шегуваме, но вистина е така. Можеш Сега вие- овие да ги вадиш, еве ти. Да, само до оваа овде. страна малку да се Добро. потпече, затоа што вака кон средина. Добро. Добро. Ајде, јас ќе го барам тавчето на Дракче, додека Вики си ги пржи сите тие, да видиме што се нам ни е потребно за денешниот рецепт. Брзи пирошки. 300 грама сирење, 2 јајца, 200 мл јогурт, 1 кесичка прашак за пecivo, 1 лажица сол, 500 до 600 грама брашно, лебни трошки кои си сака за валкање, но нашата Вики одлучи вака да ги прави како дома. Вики, извадивме едно тавче? Да, ете извадивме, ова е Така. првата тура. Пак ќе кажам, не треба многу време, пржењето одзема, меѓутоа Добро. сега сме во тек со технологиите, така да... Ке биде се во ред. Јас затоа си барам музика, тавчето поубаво ми пржи Нели? додека има музика. Се е Одиме поубаво со со песна и Вики продолжи. Продолжи.
ми ја погоди и оваа песна. Многу е убава, Да, стара македонска преубава песна. песна, ја имаш отпеано многу убаво и ти Ти честитам. благодарам. Оф, И директно. пирушките ни се ако во ред. Веќе ни се готови. Имаш веќе Да. уште една тура да направиш откако ќе ги изгасиме камерите. Но Можеш битно да си продолжиш со пржење. продолжиш со пржење, не за друго да ми го нахраниш семејството. Ете, така. треба моето Семејството е секогаш на Тука прво место. семејството ми е битно. Рецептот е сликан, подготвен, направен, ние Ете ќе си така. го правиме и кога имаме пауза. Ете така. Нема. Вики ти благодарам што беше дел од нашава емисија. Ти Ни благодарам направи на убав поканата, твој да. рецепт, ни направи убава забава. Јас ако ја камера да ги покажам, јас веќе ги вкусив. Јас и лапнав малку. Еве, навистина се убави. Ќе ги допражиме и овие Да. што ни остана. Така. Искрено ти благодарам од се срце и за убавата песна, и за убавиот рецепт, и за енергијата која ни ја внесе во нашата емисија. Многу ти благодарам, Драгче, пред се благодарам на поканата. Јас ти посакам уште многу успешни сезони на оваа емисија, па да се видиме и во други прилики, кога ќе имаме и ние нешто ново, па да дојдеме вака... Да запеете повторно. Да, Тоа ќе сите ми заедно биде, да кажам, нели, како твои гости. Тоа ќе ми биде задоволство. Драги мои, откако си касна, да спржиме, да јас не изгорат на крај. од пирушките, ќе продолжи Вики да си ги доправи и се надевам дека ви бевме интересни, ќе ги направите и дома, затоа што се навистина вкусни. Ме преостанува да ве поздравам и како ви велам, ве сакам.